Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Здруженија на глуви и наглуви лица од земјава и странство го раззеленија брегот на Охридското езеро кај хотел Даљан. Градоначалникот Пецаков им го честита големиот празник Рамазан Бајрам на сите граѓани од исламска вероисповед. Второ издание на стартап викенд на Универзитетот Свети Апостол Павле. – 24 април и 8 мај неработни денови за сите граѓани. На одбележување 100 денови до почетокот на Олимписките игри, олимписките прстени ќе бидат изложени на Ајфеловата кула. За најавените и останатите содржини во дневникот ќе ви информираме по временската прогноза. Останете со нас. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Во Охрид денес имавме сончево и многу топло време со максимална дневна температура до 24 степени Целзиусови. Во текот на ноќта среда кон четврток ќе превладува претежно ведро и топло време. Во четврток над Централна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе условува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и со температури кои што ќе бидат над повеќе годишниот просек за овој период од годината, речиси насекаде во Европа. Локално на британските острови и на југ од Скандинавија ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и надпросечно топло време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 22 до 28 степени. Во Македонија во четврток ќе превладува претежно сончево и многу топло време. Ќе дува до умерен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 20 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 20 до 30 степени. УВ индексот ќе биде многу висок и ќе има вредност 7. Во Охрид во четврток ќе превладува претежно сончево и многу топло време. Ќе дува до умерен североисточен ветер кој што ќе достигне брзина до 17 км на час. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 24 степени. Во Охрид во петок ќе превладува сончево и многу топло време со дневна температура која што ќе достигне до 24 степени. Во сабота претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура од 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 24 степени. Во недела сончево и многу топло време, утринската температура од 8 степени, додека пак дневната до 26 степени. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека.
Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Глувите лица од земјава и странство садеа дрвја во паркот на хотелот Далјан и на брегот на Охридското езеро. За зелено облагодорување на просторот се садеа борови, жални врби, елки и јапонски цреши. Но, покрај тоа, во рамки на проектот има и обуки и предавања за подигнување на свеста за заштитата на животната средина кај лицата со попречености. Глувите лица од земјава и странство садеа дрвја во паркот на хотелот Далјан и на брегот на Охридското езеро. Акцијата е дел од проектот Инклузивна екологија, под мотото да оставиме зелена трага. Големиот број млади садници ќе го збогатат зеленилото во паркот, кој пред 40 години го создале Сдруженијата на глуви и наглуви. Целта е подигнување на јавната свест и развој на капацитетите за заштита на животната средина кај Сдруженијата на лица со попреченост. Акцијата е садење на дрвја во околината на хотел Далјан. Што ме потикна на ова? Сакав да покажам дека и во светот на попреченоста свеста за потребата од зеленило, за чист воздух, исто така, на дури можеби да речем и на некој ниво и поголемо во некои работи од нашиот свет, ова сето зеленило што го гледате околу хотел Далјан е резултат токму на активноста на глувите луѓе и на садењето на дрвја на генерациите пред нас. Дрвјата околу Далјан се насадени околу 81-82 година со акција на Сдруженијата на глуви и затоа е створено овој рај, ова убаво зеленило. За зелено облагородување на просторот се садеа борови, жални врби, елки и јапонски цреши. Но покрај тоа во рамките на проектот ќе има и обуки и предавања за подигнување на свеста за заштитата на животната средина кај лицата со попречености. Меѓутоа, на начин кој што е прифатлив и разбирлив во светот на попреченоста. Значи, да проговориме со нивниот јазик. Конкретно, денеска е настанот за сите лица кои што сака да учествуваат во ова акција, сада дрвја. Секој град ќе посади дрво и така ќе остави свој спомен и секако кога ќе дојде повторно во Далјан, ќе му биде драго да си го види своето дрво. Инклузивна екологија е проект, мал грант од Глобалниот еколошки фонд и се спроведува заедно со Сдруженијето за локален развој од Струга и хотелот Далјан.
Градоначалникот Кирил Пецаков по повод големиот празник Рамазан Бајрам упати честитка до граѓаните на Охрид со исламска вероисповед. Ви посакувам овој голем празник да го поминете во добро здравје, радост, среќа и хармонија, споделувајќи љубов со ближните. Преку меѓусебното почитување и толеранција, овој голем празник ги потврдува универзалните вредности на човеколюбието и заедничкото во различните верски определби. Веруваме дека граѓаните со исламска вероисповед од Охрид, како нераскинлив дел од македонското општество, и натаму ќе бидат активни чинители во градењето на заедништвото и меѓусебното разбирање, се вели во честитката на градоначалникот Пецаков. Свикана 40-тата седница на Советот на општина Охрид. Истата ќе се одржи во вторник, 16 април со почеток во 9 часот, а на дневен ред се 16 точки. Во вторник на 16 април Советот на општина Охрид ќе одржи 40-тата седница со почеток во 9 часот во зградата на општината. На дневен ред се 16 точки, меѓу кои предлог одлука за поставување урбана опрема, покриени и непокриени шанкови со локации на подрачјето на општината за периодот 2024-2027 година. Предлог одлука за поставување урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на закупнината за 2024 година, како и предлог одлука за поставување урбана опрема, рекламни паноа, билборди, информативни табли на канделабри на подрачјето на општината за периодот 2024-2029 година. Советниците ќе разгледаат информацијата за физибилити студијата за развој на касарна Охрид во технолошко-рекреативна зона на усвојување пред советниците е и елаборатот за проценка на штети од град во општина Охрид од невремето на 24 јуни минатата година. Од урбанистичката сфера на дневен ред се измени и дополнување на развојната програма за изработка на урбанистички планови на територија на општина Охрид за 2024-2026 година, предлог одлука за утврдување нацрт детален урбанистички план за урбана заедница 12, урбан блок 13, опфат 2 до 2027 година. До Охридскиот аеродром летово ќе има чартер летови од Катовице, Варшава, Амстердам и Манчестер, а авиокомпанијата Air Serbia ќе лета на релација Белград-Охрид-Белград. Од Охридскиот аеродром моментално има само 4 дестинации, 3 со нискобуџетната Визер до Виена, Дортмунд и Мининген и еден лет со Чер Airlines до Цирих. Со летниот ред на летање, од аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид ќе летаат 8 авионкомпании до 11 дестинации. Статистиката покажува дека вкупниот број на патници во првите 2 месеци од годинава на двата македонски аеродроми е над 430.000, што е зголемување од 40% во споредба со истиот период лани. Во 2024 година на Охридскиот аеродром се очекуваат околу 240.000 патници. Второ издание на Стартап Викенд Охрид на Универзитетот Свети Апостол Павле во Охрид. Ова е настан наменет за сите млади ентузијасти кои имаат бизнис идеја или проект, но потребен им е тим, ресурси или менторска поддршка за реализирање на истиот. Од 26 до 28 април 2024 година во Универзитетот Свети Апостол Павле во Охрид ќе се одржи второто издание на Стартап Викенд Охрид. Настанот е наменет за сите млади ентузијасти кои имаат бизнис идеја или проект, но им е потребен тим, ресурси или менторска поддршка за реализирање на истиот. Стартап Викенд е глобален настан хакатон кој има за цел да ги поттикне младите професионалци, фриленсери и стартап ентузијасти на една локација да оформат тим со кој ќе развијат бизнис идеја од концепт до прототип во рамките на 54 часа, односно еден викенд. Учесниците оформуваат тим во кој заедно реализираат и тестираат идеја, проект на кој ќе работат. Тимовите ќе ги доразвијат своите идеи со поддршка на над 40 ментори, стартап основачи и експерти и ќе го представат својот концепт пред жири од истакнати IT професионалци, бизнисмени и инвеститори, велат организаторите. Настанот е во организација на Стартап Македонија, Стартап Викенд Скопје и голем број на стартап основачи и стартап ентузијасти. 24 април и 8 мај 2024 година се неработни денови за сите граѓани, одлучи владата на вчерашната седница.
Владата на вчерашната седница ја разгледа и усвои информацијата од Министерството за труд и социјална политика за прогласување на 24 април среда и 8 мај среда за неработни денови поради распишување на избори за председател и избори за пратеници во собранието. Владата согласно информацијата донесе заклучоци со кои што ги определи 24 април и 8 мај 2024 година за неработни денови за сите граѓани на територија на државата и препорача на работодавачите од приватниот сектор да ги спроведат овие заклучоци. Сите институции и работодавачите од приватниот сектор на територија на Македонија да ги спроведат заклучоците од владата за неработните денови со цел секој граѓанин да може непречено да го оствари своето право на глас во избирачката единица во која што е регистриран, соопшти од Министерството за труд и социјала. Следуваат вестите од светот. Родителите на тинејџерот од Мичиген кој усмрти 4 своји соученици, осудени на по 10 до 15 години затвор, откако поротата ги прогласи за виновни за убиство од небрежност. Обвинителите на судењето навели дека и 20 родители се виновни за убиствата што ги извршил нивниот син, затоа што на детето за Божик му подариле оружје и дека ги игнорирале знаците дека неговото ментално здравје се влошило и дека тој е потенцијално насилен. Итан Крамбли имал 15 години кога го извршил убиството во средното училиште во Оксфорд, Мичиген, во 2021 година. Тој на судењето во 2022 година се изјавил за виновен по 4 точки за убиство од прв степен и други обвиненија, а во декември бил осуден на доживотен затвор без помилување. Родителите на Итан се првите родители обвинети за убиство небрежност за кривично дело извршено од нивното дете. Најмалку 3 лица загинале, а 4 се водат како исчезнати по пожар и експлозија под земја во хидроцентрала во Северна Италија, собственост на енергетската компанија Enel, соопштија локалните власти. Експлозијата урнала дел од 9-катната подземна градба, предизвикала пожар и поплави на длабочина до 60 метри, соопштил регионалниот шеф на пожарникарите. Тој за италијанската новинска агенција ANSA изјавил дека првичните информации сугерираат дека во моментот на несреќата се работело на турбина. Противпожарната бригада претходно соопштила дека се случила експлозија околу 15 часот по локално време на браната на езерото Сувјана, едно од трите вештачки езера што ја снабдуваат електраната. Најмалку 12 лица загинале, а 14 се повредени откако автобус кој превезувал работници од една приватна дестилерија панал во јамата на рудник во Индија, во округот Дург, соопштиле властите. Според првичните информации, автобусот во кој имало 30 работници се излизгал од патот и панал во рудникот длабок 90 метри. Во тек е операција за спасување на заробените патници. Се уште не се познати причините кои довеле до лизгање на автобусот. Истрагата е во тек. Средство за смирување на животни е пронајдено во вапот од канабис и нелегалните седативи во Велика Британија, кои може да предизвикаат сериозни здравствени проблеми, пишува денеска Guardian. Луѓето кои купуваат вапот канабис и недозволени седативи за лекување на болка, анксиозност и несоница, ризикуваат несвесно да конзумираат моќен животински смирувач кој може да предизвика черна кожата и предозирање. Дрогата ксилазин, која е позната како зомби дрога, е широко распространета во Соединетите Американски држави веќе неколку години, каде што обично се меша со силни опиоиди како хероин или фентанил и е причина за илјадници смртни случаи. За разлика од САД, во Велика Британија ксилазин е пронајден во фалсификувани лекови на рецепт, како што се кодеин, Xanax и Valium таблети и ВАП кои содржат ТХЦ, психоактивна состојка во канабисот. Наодите се подпираат на докази од токсиколошки лаборатории во Велика Британија, кои велат дека лекот бил пронајден кај 16 луѓе, од кои 11 починале. Олимписките прстени ќе бидат изложени на Ейфеловата кула, објавија денеска организаторите, додека Париз се подготвува да одбележи 100 денови до почетокот на Олимписките игри. На јужната страна на познатата Ейфелова кула, стара 135 години, ќе бидат изложени 5 олимписки прстени, долги 29 и високи 15 метри, а ќе бидат изработени од целосно рециклиран челик. Работите за поставување на олимписките кругови ќе почнат на крајот на овој месец, соопшти организаторите.
Околу 10.500 спортисти ќе продефилираат со бродови на реката Сена на свеченото отварање на Олимписките игри на 26 јули, а надпреварите ќе траат до 11 август. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!